се наоѓаме во општина Илинден, поточно пред Центарот за култура во оваа општина. Од денеска се до 16 мај, денови на културата во општината. Утре разговарам со градоначалникот Александар Ѓорѓиевски. Добро утро, како сте утрова? Добро утро. Прекрасно дека во Илинден. Како се чувствувате вие? Одлично, секогаш убаво кога ја посетуваме вашата општина. Неколку денови на културата во општина Илинден, што ќе се случува во наредните денови? Така е, спомнавте неколку денови на културата, както и секоја година традиционално. И оваа година, 2024, ги организираме нашите денови на култура во општина Илинден. Во рамките на овие денови, денес, утре и заутре, имаме многу настани. Денеска започнуваме со проекција на еден игран филм, македонски игран филм, Стела, каде што за прв пат во овие денови на култура вметнуваме и кинопроекција. Веќе утрешниот ден започнуваме со поинтензивни настани. Почнуваме со литературното матине за деца. Имаме трибина насловена македонската литература и нејзината перцепција, кој што ќе модерира професорот Христо Петрески. Понатаму креативна работилница, гатанките, поговорките и пословиците во македонската литература за деца, каде што модератор ќе биде професорот Прокопиев. После матинето имаме вечерен дел, каде што имаме отварање на ликовна изложба од ценетиот Владимир Темков, а понатаму продолжуваме со музички дел, каде што настапки има ансамбл на народни песни и игри од Илинден, како и Кут Гоце Марковски. Исто така ќе дадеме простори на многу млади уметници од општина Илинден кои што ќе имаат солистички настапи утре вечер. Централниот дел на манифестацијата ќе се случува во четврток, каде што ќе се одржува и 25-та литературна манифестација Илинден, овој пат насловена Интимно созвездие, каде што многу македонски реномирани поети ќе земат учество со своји песни. Исто така, за прв пат на оваа манифестација, литературната манифестација Илинден, ќе издадеме и посебна едиција, посебна книга, каде што ќе бидат собрани сите песни кои што минатата година нашите поети ги презентира на литературната манифестација, и ова ќе биде по повод јубилеот 25 години литературна манифестација Илинден. Завршуваме со музички настап утре во четврток вечер на музичката група Trinity Strings. Така да 3 дена богати културни настани во општина Илинден. Сакаат ли жителите на Илинден да посетуваат вакви културни настани? Така, значи, жителите на општина Илинден за чудовачка година во година го зголемуваат својот интерес за културата, што е нормално, и многу ми е мило и среќен сум како градоначалник што жителите на општина Илинден како ги ценат и ги препознаваат нашите заложби и нашите вложувања во делот на културата, и се станува помасово да посетиме овие денови на култура. Така се надам дека годинава исто така ќе биде. Да ги искористиме вашето присуство и за едно-две прашања. Илинден е една од поголемите општини во градот Скопје, дополнително вложувате во патната инфраструктура овој период. Така е, значи овој период веќе почнуваме со ние градежни офанзиви. Веќе во изминативе денови се асфалтираше улицата 36 во должина околу 700 метри, која што го поврзува населеното место Илинден со останатите населени места во општината кои што се во горниот дел од општината, пред се на населено место Еватовци, Бунарджик, Бучинци, Мршевци, Бујковци, кои што го користат тој патен правец, и од исклучително важно значење за тие жители, како и за економските субјекти кои што се наоѓаат во економската зона во тој дел на општината. Исто така, периодот се работеше и се работи на реконструкција на спортски терени. Работиме моментално на комплетна реконструкција на спортскиот терен во Миладиновци, во рамки на основното училиште Браќа Миладиновци. Работиме на реконструкција на спортскиот терен во основното училиште исто во населеното место Текија. Работиме на реконструкција на баскет теренот во Кадино. Го завршивме, го пуштивме употреба мултинаменското игралиште во Илинден. Така да е богат репертоар на активности кои што во наредниот период и како ќе се интензивираат, особено во патната инфраструктура, особено во делот изградба на фекалната канализација, во заштита на животната средина. Почнуваме со проектот за изградба на канализација прва фаза во делот на населено место Кадино. Започнуваме со изградба на нова канализација во делот местото викано Ограѓе во населено место Илинден. Продолжуваме со изградбата на фекалниот колектор во местоста викана Плац во Илинден, така да ќе следува интензивен период на работа овие неколку месеци. Да секогаш ставаме акцент на најмладите. Дополнително ќе се гради некое ново основно училиште, нова градинка или
Доволен е капацитет. Минатата година го пуштивме во употреба, нели, основното училиште Гоце Делчев, новата зграда, каде што моментално се задоволуваат капацитетите. Иако нашите капацитети моментално се задоволени, ние работиме на нови проекти, работиме на веќе на идеен проект за доградба на основното училиште со уште еден дел во населба Илинден. Исто така работиме на доградба на нашата градинка во населено место Марино, со доградбата на овој дел кај што моментално се работи, кој што треба да биде завршен наредниот период за месец-два. Ќе се задоволи потребата од моменталната листа на чекање. Веќе од септември се надевам дека во Илинден нема да има дете кое што чека на листата, но исто така во нашите планови не застануваме тука, размислуваме и за нови капацитети, нови градинки, така да веќе сме во потрага по нова локација, нова маркица, каде што за наредниот период, за идните години ќе размислуваме за нова детска градинка, затоа што Илинден се шири, Илинден се развива и нормално мора да бидеме во текст со потребите на граѓаните на населението. Благодарам на одвоеното време. Се гледаме на најавивте вие убави настани во Илинден. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување тука во Илинден и се надевам дека често ќе не посетувате и ќе имаме што да разговараме. Ви благодарам.